Здравейте, девки и дечиња. Добро дојдовте во најагата фамилија во Скопје, а и пошироко. Што се дешава денес? Тоест, не денес, цело време сум го мислел ова. Колку што знаете, на моето видео има гитара, ама да бидам искрен, јас сум доволно свесен сум дека мене не ме бива ни за пеење, ни за свирење. Тоа е сигурно. Секојаш избегнував да правам ваква тема за вакво видео, ама еве мораше да се направи, бидејќи кога минатото лето цело време си замислував дека ајде може музичкиот сон ќе се оствари, може ќе бидам музичар, може ќе бидам ова, може ќе бидам тоа. И помина што помина, дојде ова нова 2021 и многу, сакам да ви кажам, многу е бледо да ви кажам на публика што е приврзана за вас, ама мислам дека тука е крајот. Така да да ви кажам, значи на мене не ми бива ни за пеење, ни за свирење, повеќе ме бива за YouTube. Тој музички сон што сакав да бидам ете како кун, како волчето, кој ред други луѓе, ама веќе не бива. Така да ете ке мене во видео веќе нема да има гитарата. Мислам дека денеска се збогувам со гитарата, така да фала ти за сите денови што свиреше убаво. Да. Иако ќе ми биде жал да се, како ќе му да ќе ми биде жал да се откажам од ваков инструмент кој се приврзав за него, ама да бидеме реални, за свирење и за пеење не ми бива. Еве ви доказ. Не ми бива. Така, ете, со гитарата се збогуваме. Избегнував да правам вакво видео, ама веќе мораше да се направи вакво видео. Бидејќи од една страна се чувствувам као ај може ќе биде некад, ама од друга страна се како се вика, се мислам дека се ќе биде хаос, дека ништо нема да се постигне, ама ете, значи музичкиот сон да стана музичар е крајот. До каде ми стигна каналот да се откажам од музички сон. Да, ќе се откажам од тој музички сон, бидејќи на мене не ме бива, еве ви кажувам. На мене некој што е стручно лице за пеење да ме види, има да ме отаре кај што не треба, пошто на мене гласот ми е не пеам убаво, нити свирам убаво, ама не знам. Камен на срце имам што се вика, пошто се осетив дека не сум јас за музичар, ама тоа е. Животот иде дале, може ќе дојде некој подобро време, а може би ќе бидам, ете, друго нешто, тоа може би ќе бидам, понатака може ќе бидам снимател, водител, не знам. Само знам дека со оно што ми беше за музика, крај. Знам дека ви изборам со тешко срце, да, тешко срце ми имам, пошто ќе се разделам од... не. Така да... колку толку ќе се трудам нешто на YouTube-ов, али за музика, не. Мислам дека едно нешто ќе ме држи во живот, а тоа сте вие, бидејќи вие ме мотивирате и вие ми давате желба за секој ден да снимам поквалитетни видеа. Да.
Ама тоа што е? Не можам ни против вас, ни против мене. Ама тоа е више биднало. Така да, ете, тоа што било, само ќе си дојде. Тоа што требало да бидне, биднало. Ова видео, знам дека ќе има многу дислайкови и свесен сум за тоа. Ама, од една страна, среќен сум што имам YouTube канал. Иако не ме бива за музика, може би ќе ме биде за YouTube. Така да, не знам што да кажам, дали треба нешто да коментирам. Не знам. Значи, видите ми е мајцата. Така да, ете, колку толку се обидов да ви кажам дека тој е музичкиот сон више се растура. Али ќе почнам нов сериал на YouTube и тој се од 90 дена за тело. И да знаете, си изработувам вакви, значи тегличка од каша, ставена со разновидни камчиња, конец и свеќе. И ова кој ќе се запали тие, кој фенерче. Значи, имам многу такви што ги правам, ете, наоѓам за анимација. Ама, ви кажам луѓе, на мене музика не ме бива и крај. Така да, џабе верувате во мене, ако мислите дека ќе успеам во музика, се лажете. Океј, доста кукам, доста се жалам да ви покажам нешто само. И ова е моје ремен дело. Вазна од цвеќиња, со миридливи стапчиња, со свеќе од ванила и со вака украс камчиња. Така ете, барам во нешто наоѓам, како се вика, утеха дека ќе успеам во нешто. Ама, тоа што е. Така да, ете, да бидеме реални, не ме бива за музика. Ама жал ми што ќе се разделам од гитарата. Ја. У пичку матер. Ви кажете што имате да ви кажам. Ако ме сватите, ако не, чао пријатно. И тоа е тоа. Нямам, како прво не знам да пеам, како второ не знам да свирам. IQ 0. Така да, чао. Сите бегаат од мене, никој не ме сака. Дури и милениците не ме сакаат.